Најпрво да погледнеме дел од аудиозаписите кои вчера се појавија во јавноста. После ова се. Ќе се разочараш. Курат, што ќе се разочараме, вемте народ тако. Ако тоа, после тоа, народ, одлучи да гласа за власт. Стварно, јас не сакам да убијам ништо на таков народ, да не кажи. Вемте народ тако. Кој му ги даде? Снимки на Чаушев. Чаушев може да има само еден мал дел од снимки кои преведува од албански на македонски. Ама ги има, зашо си му ги даде? Партијата беа. Граѓанските организации, тоа што е финансирано од Сорос, студентскиот парламент, други, се мојди. Значи, СЕО-то тоа што ќе направи, ќе повреди многу се. СЕО-то ќе направи драматични чека. Пак и тоа ќе биде грешка. Орце ми го чепка да исто. Море мането манењето му да. Го видовме вистинското лице на Зоран Заев. Кога е пред камери, е со раката на срце, а кога е зад камери, го пцуе и дрско го навредува собствениот народ. Пцуењето на Зоран Заев кон народот е тешка навреда за секој еден граѓанин, било тоа да е член на СДСМ или на ВМРО, или да не е член ни на една политичка партија. Нема друг таков политичар во светот кој го пцуе собствениот народ и кој е болиран за криминал. Исто така, Заев јавно признава дека СЈО, предводена од рекетарската и криминогена дружина на Катица Јанева, е целосно под негова контрола. Тој самиот кажува дека управува со оваа компрометирана институција за рекет со зборовите СЈО ќе превземе драстични чекори. Воедно, Зоран Заев призна дека прислушуваните материјали ги давале надвор од партијата со цел да оценуваат политички лидери, но воедно дозна и шарените, но и целата јавност дека и, цитирам, граѓанските организации, тоа што е финансирано од Сорос, граѓанскиот парламент, студентскиот парламент, се полни со луѓе од СДСМ. Бараме јавно извинување од Зоран Заев за тешките навреди и пцости кон народот. Овој човек не е достоинствен и не заслужува да се занимава со политика. Оставката е единственото нешто што му преостанува во услови кога е потоепен со криминал и корупција. Заев го пцуе народот, открива дека контролира граѓански организации и студентски движења, дека го контролира компрометираното и рекетарско СЈО и дека уценува политичари со прислушкувани разговори. Заев од Македонија направи хибриден режим и сака да направи криминален пашалук. Секој еден граѓанин ќе ги запамти зборовите кои ги слушна од Заев и како тој лицемер ги пцуе и навредува граѓаните. Ви благодарам. Прашања? Има едно прашање кое што стигна до пресцентарот на ВМРО-ДПМН, тоа е следното. Ако за 2 дена излегува во јавност аудиобомби за лидерите најнапред на опозицијата, потоа и на власта, очекувате ли валкан изборна кампања во која токму вакви аудиобомби ќе имаат главен збор наместо програмите за развој? Ваш коментар околу ова. ВМРО-ДПМН има програма и приоритет за ВМРО-ДПМН е обновата на државата. Секако дека на престојните избори, без разлика кога ти да ќе се случат, ќе биде квалитетна понуда од страна на ВМРО-ДПМН кон граѓаните. Во однос на бомбите, ако ова што имавме прилика да го слушнеме, е само почеток во однос на што се има Заев направено или кажано, тогаш сметам дека и текако има причина за сериозна загриженост кај Заев и СДСМ. Добро, благодарам, нема повеќе прашања.